Веќе 2 дена трае молкот во куќата на фудбалот во Скопје во врска со соопштението на фудбалскиот клуб Брегалница Штип за текот и настаните на надпреварот со Белашица во Струмица. Надпревар на кој судиите според соопштението беа во главна улога и тие беа главни котичери на успехот на Брегалница, бидејќи судеа тенденциозно на штета на фудбалскиот клуб Брегалница, при што имаше и поништен регуларен гол. Луѓето од Фудбалската федерација на Македонија не само што молчат и одбиваат коментар, туку сега со петни сили се обидуваат виното да ја префрлат на страна на штипските плави. Имено, иако во официјалниот записник нема никакви забелешки, со еден ден за одоцнување делегатот Синиша Стојчевски од Скопје дополнително поднесува пријава за покренување на дисциплинска постапка против спортскиот директор Елмир Мандак и тренерот Александар Митрев заради вербален конфликт. Судиската тројка на чело со Зоранчето Мелков од Кавадарци, Саша Тошевски, прв помошник, и Даниел Василевски, втор помошник, како и четвртиот судија Кристијан Ѓуровски од Скопје, ако беат честни и со објективни одлуки, немаше да предизвикаат револт кај публиката на трибините. Потоа емоцијален навој кај младите играчи на Брегалница, за да теренот го напуштат во пратня на полицијата. Затоа постојат снимки од надпреварот, кој раководството на Брегалница сака да ги разгледа со раководството на ФФМ и официјалните лица и по нив да се решава и соодветно да се санкционираат во овој случај судиите, односно да се казнат. Се уште има време Фудбалската федерација на Македонија да се премисли и да излезе со свој коментар или соопштение, но како што стојат работите ќе испадне по онаа старата молчењето е злато, бидејќи се чекаат термините за бараштат преварите. Градоначалникот на општина Штип Благој Боцварски денес го прими целото раководство, стручниот штаб и играчите на Брегалница со цел да им се заблагодари и да им одаде признание за сиот напор кој го вложија во оваа сезона, во која и покрај притисоците, заканите, па и судиските неправди, сепак останаа доследни и често ги одработија сите поставени задачи од своите тренери на сите провесени надпревари и за таа цел на сите нив им беа доделени благодарници.